така натаму, има радиодифузни сервиси, повелете на кој сакате ќе излезе мене од опозицијата, ви од власта ќе сочиме фактите. Не тука денес. Значи, на која сакате телевизија, на која сакате медиум. Втората работа. Зборуваме за едното предприятие дискографија. Излеговте и читате што се направи. Не, повеќе пати сум го кажал. Кажал од оваа говорница истото ќе повторам и денес. Јавните предпријатија. Тоа предпријатие постои за да работи. Значи тоа што го сработило му е редовна работа. Што требаше да прават? Да седат работа и да работат ништо. Ништо не требаше да работат. Значи направи некоја таму уличка, некоја канализација, било што и ви овде се фалите да го направи, не знам што да направи. Тоа е тековна работа и треба да се работа таа работа и точка. Ние критикуваме затоа што можело да биде подобро, затоа што можеле да излезат повеќе. Тоа е нашата критика. Нема се фалите цело време дека ова направите во минатото како било, сега како било. Делови во минатото со Магаре да ќе прават. Дајте, сега се куло, не што прави. Магаре да се надоја. Ма не имате, немате справа баби шарите. И тој да работи што е заборава. Успешноста на нискоградба е потенцијал 50 пати. Ќе направите дека човекот треба земјно велова рака, ве повеќе закочете малку. Нискоградба има ненаплатени побарувања што со години ги млечка. Што седат на позитивната страна од завршната сметка. Тоа го знаете сите овде, не сакам да го потенцирам, овде денес не е предмет завршната сметка. Директно откажат и дискутираме во феврал или во марта. Тоа ќе ги изнесиме фактите. Ненаплатени побарувања кои што ги водат години, кои што со текот на времето скоро секоја година отпишуваат дел од тие ненаплатени пари, што не може да ги наплатат. Зошто го тоа прават колешки, знаете, да ви објаснам. Економски да ви објаснам. Затоа што не ќе можат да учествуваат на јавен тендер ако покажат загуба и покажуваат вештачка добивка. Ете, тоа е работењето на ЈП Дискографија. И тука да завршиме. Благодарам.